Добро вечер. Ке видите во најавата за оваа епизода, ако веќе не видовте, пошто од редакција ми ветија дека ќе ја пратат, што беше пред сега да почнеме увертирата за емисијата. Гарантирам дека ви беше или ќе ви биде интересно, зависи во кое време, во минато или во идно, или Inception, сон во сон, минато во идно, идно во минато и како ли беше. Ќе опрашам професор доктор Примариус Мицкевич, он ги разбира сите работи на овие и оние светови, па веројатно и за ова ќе знае да даде одговор дали било пред или потоа, или потоа па пред, или дел од првото или првото од второто и така натаму. Не е битно. Океј, значи, нова епизода Cyber Команда, како и секоја недела, и оваа недела имаат невидено многу блуперси или промашувања, или утки, или импровизации, или циркуси, или се на куп нашите политички елити или најпаметните луѓе што постојат на овие простори, не само во ова време, туку и во сите претходни времења, дури и од античко време па до сега. И секогаш кога ја подготвуваме емисијата, кога определуваме што да издвоиме, имаме навистина тешка задача како да го стесниме изборот, бидејќи има многу кандидати, безмалку сите наши политички препаметни лидери се надпреваруваат кој поише ќе тропне, тресне и остане жив. Значи, ова е новата епизода Cyber Команда, би требало да е 15-та епизода оваа сезона или 70 и некоја епизода вкупно. Ќе видиме, не знам точно, не е ни важно. Ги имате сите 3 сезони у посебни подкасти на Infobox YouTube каналот и ако нешто ви интересира од претходно, можете да го најдете уредно, спакувано и достапно таму. Она што оваа недела можам да го кажам, со задоволство да го истакнам, да го препотенцирам до вас, е дека од пред кратко време, прошлата недела, мојот подкаст Cyber Команда можете да го најдете и на TimeMK, таму издвојуваат одредени емисии и мојата маленкост сега можете да ја најдете и таму. Така што, ако не можете да се снајдете на друго место, ќе се снајдете на TimeMK. Како и да е, уште една верификација за овој подкаст дека сме на правиот пат. Како и да е, мислам, тоа го знаевме од претходно, гледаноста расне се повеќе, заинтересираноста, коментарите, тезите за кои што зборуваме се порелевантни, публиката е се поупатена и се почесто доаѓа, навраќа, гледа, коментира и е цело време со нас. Па, што знам, ајде да почнеме поред, да видиме кој и како успеа да дојде на врвот оваа недела. Искрено ова што го гледам како материјалче издвоено, нема многу, да не се плашите, на 7 видеа скоцкавме. Јас би го издвоил коалициониот партнер на Госан Мицковски со едно мало подсетување. Ова е рубрика верувале или не, или како некогаш беседеа неговите славни коалициски партнери. И другите оваа недела, како например Бунтур се такмичеа кој поише ќе изнатропа, но сепак ова го одвоив и мислам дека ќе ви се допадне. Па ќе го искоментираме. Но тука во тие преговори се договори. Чекайте малку. Ама ако немаше председател на државна изборна комисија, тогаш ќе немаше пред промената на името. Референдум. Не само. Значи вие го дозволите бранителот на промената на името. Да се довршам после. Ајде, да. Ајде па завршете па Ангело вие после. Значи ова што го зборува Филип е во право, бидејќи ВМРО ДПМН има низа на механизми да го закочат овој процес кој што тие не ги употребија. Прво можеа да поднесат илјадници амандмани на овие уставни амандмани, потоа можеа во моментот кога се гласаше прв пат двотретинско мнозинство во собрание
да тропат, да ја прекинат седницата, па ако треба и да се тепат и да загинат зимето, бидејќи тие така зборуват. Сето тоа е еден Добре, тоа како политички сериозна памфлет. политичка Токму партија. тоа сакам да го кажам, тие едно така, зборуваат, со друго ориентација прават. кон Едно зборува, друго цело време прави. СДУ и зборува НАТО. против договорот, а од друга страна прави се договорот да помине, да не се лажеме. Тоа е она што Меѓутоа без Значи, ова вака, како кецна десетка, новиот коалиционен партнер, а стариот директор од Назаев до денеска Мицко, господин примариус професор доктор Стојан Шангелов. Предпоставам дека више никој нема што не е професор доктор, нели? Сите докторирале. Мислам, нели, знаете, може тоа. Има, го знаете на видео на К15. Ајмо дипломи, тебе зашо ти треба? Нема проблем, цена под маса, договор. Мораш за да напредуваш да имаш, нели, таква диплома од примариус доктор. Академик. Има и академици еден куп. И ја не сум знаел дека можело и за академик да се купи диплома, али окей. Така што, еве, видовме како фино човекот објасни дека можеле да се тепаат, да поднесат илјадници амандмани, но дека според коалицијскиот партнер на Мицковски, тоа било само глумење. Дека всушност они сакале да пројде промената на името, дека не се спротивставиле, не се степале, не поднеле амандман, не направиле практично ништо. Но, да ви кажам една тајна. Ако ова видео или другите што ќе ви ги пуштам, ги пуштите со еден нежен, милозвучен, нанесен слој во позадина, на заветна, сето тоа делува многу, многу поинаку. Сега, за разлика од овие фейкери, кои што измешав нешто. Значи, според мене, за разлика од овие фейкери, кои што и тогаш, а и до 8 мај глумеле патриоти, има луѓе кои што и тогаш, и по промената, и по интервенциите, во преамбулата, во уставот, во промената на името, склучувањето на предавничките договори и така натаму, останале со еден став дека направена е измама, се она што е направено на штета на македонскиот народ, изменете текот на историјата, одземено ни е правото на нас македонците да имаме своја посебна држава, како што беше замислено и спроведено 1991 година, а како последица на векови претходна борба. И како контрапункт на тоа видео, еве едно видео, уште едно видео од мојата архива, од моите настапи, од мојот Facebook профил, YouTube профил и така натаму, па вие сами направете, според после ќе одиме на модерните, прошло неделните изјави и бисери на нашите политичари. Преамбулата која што го дефинираше формирањето на оваа држава како напор на генерации и генерации македонци, дејци и патриоти и генерално како популација, тоа веќе не постои. Значи, ние имавме две промени на преамбулата. 91 беше донесен, 2001 една промена беше, направен беше обид 2001 година во таа преамбула да се избрише се, да не избришат нас македонците. Не успеа, па беше една модификација. Тогаш притисоците ги вршише директно со Лана. Сум бил у тет-а-тет средба, каде што сме се расправале за преамбулата со него. И како пратеник кажав, јас нема да гласам за ова. И тогаш Борис Трајковски ја врати таа првичната варијанта која што ја чувам. Јас ги чувам првичните предлози. Се модифицираше и тогаш се одеше на варијанта делови од народ. Значи држава на македонскиот народ, делови албанскиот, делови српскиот, делови овој, делови оној. За да дојдеме во 2019 втора промена на преамбулата, со што според мене се смени суштината на државата. Оваа држава и онаа држава од 91 година не е иста. Ние мислиме дека е иста затоа што сме своевременици. Вие не можете да направите однос кон историјата од денешна перспектива. Треба да пројде време. И затоа многу луѓе не знаат колкава е големината на злосторот што се направи со промената на уставот. Така. Големината на злосторот што се направи со промената на уставот. Ако ви беа премногу информации, ама се сомневам, јас знам дека ова не беше пренабиено, да, поголема е брзината и течноста на мислата во однос на некои државни функционери
Но суштината ја знаете. Нема потреба да го гледате повторно, може да го погледате повторно, затоа што вие ова го чувствувате, вие ова го знаете. Се она кое што ви го кажуваат сега е приказка која што треба да ве натера ова што го слушнавте сега да го заборавите. И другото, минатата епизода зборував за дивењето при прославата на албанското знаме или знамето на или Рида или на Голема Албанија или како сакате, бидејќи имаше прослави не само на знамето, него и на УЧК, и на Бали Комбетар, и на СС дивизии, значи национал социјалисти, односно фашистички елементи кои што правеле етничко чистење и така натаму, така што вие добро знаете за што се работи. Можете да направите разлика. Ако не, погледате и таа епизода. Она што сакам да кажам и зашто ја спомнав предходната емисија е дека како последица на тие настани кои што беа драматични прошлата недела, не ви требам ја да го искоментирам тоа, самите го видовте. Еве, Филип филува, преувеличува, еве емисија прави, сака театралност, сака гледаност. Океј, вие самите знаете, видовте, слушнавте, секаде. Тоа се слушаше секој што ќе излезеше на улица. Дека ече Арафали, пукотници и така натаму. Но министрот Тошковски не откри ни една чаура. Меѓу другото, јас сега намерно ќе го ставам тука. Прво имавте видео од Стојанче, па имавте едно мое. И сега погледнете брзината и чистотата на мислата кога некој мисли како да ви излаже. Дали Министерството имаше ситуацијата под контрола? Колку и да се шегуваат одредени недобронамерници со прикажување на одредени фотографии во делот на тоа како одредени млади луѓе поставуваат знаме на полициско возило и така натаму, не прв пат се случува да полициско возило биде опиколено од страна на толпа на луѓе. За тоа не се реагира? Се реагира, секако, и беше изреагирано соодветно. Како? Со тоа што секој еден кој што го сквернавеше, го омалуважуваше, го навредуваше македонецот и македонскиот граѓанин со палење, газење, кинење на македонското знаме, беше соодветно лишен од слобода, беше соодветно однесен до полициска станица, без да при тоа го навнече гневот на останатите присутни во рамки на оние групи кои што ги имаше по улиците, без да при тоа се деси поголем инцидент, без да при тоа имаме тешки телесни повреди, без да при тоа имаме не знам, не дай Боже, обид за убиства и така натаму и така натаму. Можете сами да направите споредба. Идејата е токму тоа. Овој формат кој што го применуваме пред и потоа, споредба на едни со други, вадање на детали кои што они сака да ги замачкаат у наративи, мислам дека вас ве доведува во една ситуација полесно да деконструирате, да видите што всушност се дешава. Човеков искача у подкаст изборува дека ништо посебно не се случило. Значи, он не ви ја дава вистината, него он ве хендла. Он ви прави наратив, кој што треба да ве упати таму каде што на него му одговара. А тоа е дека ситуација најнормална. И ја немам проблем, ако вие мислите дека минатата недела беше ситуацијата најнормална. Ама, има едно ама. Не беше најнормална ситуацијата. Имаше дивење, имаше насилие, палење на знамења, пукање, имаше тепачки, имаше масовно застрашување на неалбанскиот елемент, народ, народи или народности или малцинства други во оваа држава. Ја не знам како може за овој човек да биде најнормално
да вие имате во Тетово обесени знамиња на голема Албанија со Бали Комбетар, со луѓе кои што се познати во албанската историја како дел од фашистичкото минато и геноцидално минато. Не генерализираме, не се сите такви. Меѓутоа, тие што го слават тоа минато со истакнување на знамиња, очигледно се гордеат со тоа минато. Во тие периоди, македонците во Западна Македонија етнички се чистени. И овој човек искаче вика, па не е тоа, уобичаено, најнормално беше. Место да каже ова веќе нема никогаш да се повтори. Ќе ги известиме сите што ги поддржуваат тие елементи дека се работи за фашистички промоција на фашистички символи. Мислам дека е доволно. Ова повеќе го образлагавме во вторник во Тешки мовети, погледате таа емисија, беше доста гледана и таму имавме повеќе исечоци, само овој еден исечок денеска го извадив, колку се подсетиме да одбележиме неделата, односно да ги пинуваме глупостите, нели, во некаков обид за редослед, хронологија, следоред или да оставиме трага пред историјата. Значи го имавте Стојанче како го денунцира и демаскира кооперативноста и соработката на Мицко со оние што го променија името и уставот, поведоа двојазичност и се друго, па се до сега неговиот пиун, кој што ја релативизира, односно ситуацијата во која што се најдовме како од почнување на масовен фронт во Скопје и вадење на тешко оружје, уште тенкови ни фалеа по улици, да го релативизира тоа и да нели опуштено во подкаст, па знаете што, па све е окей, све е топ, све е супер. Освен, нели, што не е. Сега, само збор 2 за обидот на владеачката гарнитура да преку пуштање на пробен балон го провери расположението на народот, дали народот сака да оди во пензија на 67 или па ако е расположен и 68-9 па и нагоре. Нели, животниот век во државата е тоа очекувањето на траењето на животниот век или life expectancy, на англиски боле звучи, е 71 година. Па од 65 до 71 околу 6 години, нели, просечно трае пензијата на обичниот македонец. Сега од 6 да му ја намалиме на 4, 67 или како што реков, па и на до 69, 2 години, за да може да си купи гробно место во Бутел, да се подготви, да си ги направи сите работи, напише тестамент и да се поздрави сите и да си легне, па ако може и самиот да се закопа. Тоа е обидот, односно демаскирањето, кое што сега се појавува како проблем или последица на дечиото нестручно однесување кое што нема врска со интересите на државата, а поврзано со оние од билборд фалења дека ги зголемиле пензиите на сите за 2500 денари. Се разбира, на билбордите пишуваше за 5000 денари. Никој жив не виде, не доби, нити слушна за 5000 денари. Првите 2,5 дојдоа со септември, а ги збореа од јуни. Тоа е она креирање на наративи дека све е супер, све е розово, освен што не е. Затоа што ако се воведе таа реформа, која што као пробен балон ја пуштија, тоа значи дека сите што работат ќе треба да платат со 2 години од својот живот дополнителна работа, да не идат у пензија за инајатот и нестручното и воопшто неоправдано, нити пак научно втемелено зголемување на пензиите кое што беше дадено за да дојдат на власт. И дојдоа на власт, пуштете си ја заветна. За заветна имавме, нели, информации, 1.000.000 денари од Штип. Погледajte исто епизодата во вторник, ќе видите за заветна. Супер.
Многу добро. Ќе има уште документи на таа тема. Таму има доста општини кои што вака за завет на убаво финансирале, мислам 4-5 милиони денари дека се во прашање, или беа 7, 100.000 евра, окей, супер. Пуштете ја, пошто е многу скапо платена од вас. Слушајте ја и мислете на тоа дека ќе треба, ако пројдат овие работи, ако не се буниме ние, и ако не дигаме джева со вас заедно, преку подкасти, преку текстови, секаде кај што можеме, и ако не има отпор како што има, дека и тоа ќе ви го направи. Ќе ви земеа 2 години од животот без око да им трепне, затоа што исполнуваат хирови и затоа што дава ветувања кон една цела групација. Ја не викам да не зимаат пензионерите. И повеќе треба да земат. Меѓутоа тоа да биде издржано, научно оправдано и врз основа на параметри за приливи и одливи во буџетот. А ако имате вие направите одлив од 100 милиона евра екстра и се задолжите со кинески пари преку Унгарија, тоа не е развој на државата. Тоа е задолжување и на нашите деца, но и на овие што треба од 65 до 67 години да работат ако пројде овој пробен балон. И тоа не е се. Ја мислев дека тука со овој пробен балон видоа дека има огромна реакција и сега ќе се заќутат. Но тоа не е се, драги гледачи. Сега има уште една погениална замисла на Мицковски од вчера. Агенцијска вест беше. Замислете, бизнис заедницата барала од Мицковски од 18, ДДВ-то да го зголеми на 19,5%. А браво за бизнис заедницата, браво и за Мицковски, кој што скромно вака се понуди да биде нивен мегафон, односно се прави нивен мегафон и да ја соопштува идејата која што пред состанокот он им ја дал, за да они ја кажат као нивна, па онда се прави дека не знае. Се разбравме, нели? Може е малку брза мислата, но идејата е тоа, ај ја ќе ви кажам што да кажете, па после ја ќе го соопштам као божем, вие го барате. А што е проблемот у позадина? Нема пари. Нема пари. Нема пари за проекти. Нема пари за тал. Нема пари за онака кој што си го замислуваат буџетот. 6,5 милиарди. Ја викам, супер, направете го 10 милиарди евра. 100 милиарди евра буџетот. Ама од што ќе го напуните? Е, сега, гениално. Само вие зголемите го... Абе, не мора 19,5, 22, 23, 25, еве, да заокружиме, 25% ДДВ. Удрете бричот. Од се што ќе купиме у продавница, зашо земете 18% како држава? 25. 30. А никако на урбаната мафија од 5% нагоре не го кревате ДДВ-то. Кај што лежат парите. Нивните. Или и вашите. Тоа не ви текнува. Да направите од 5 на 10 на 15. Да го регулирате пазарот. Да не биде 2000 евра и да речеме од 500 вложени 4 пати да го вадат капиталот, па само 5% да ги деночите. Тоа не ви текнува. Ама народот кај што плаќа, бензин кај што се плаќа, пазарењата, продавниците, удри. Ич да не ви чуе, господине Мицковски. Одлична идеја од бизнис заедницата. Да ја примените, еве од нас ви даваме фора, плюс некој процент нагоре ДДВ. Удрете по народот. Кожата од лепете моја. Да има за 5000 евра авионска карта од Виена до Њујорк, па шо? Премиер е тоа? Па ќе го изгужва оделото у економска класа. Вака у прва класа, сега ја ова не знам, никад не сум се возил у прва класа, посебно не па на туѓа сметка. Таму има, колку што сум гледал у филмови, па широко, па ќе ви го земат сакото, па ќе го закачат, па шампанче, па опа, оно, па тоа е тоа. Заслужено. Направи заветна, испери мозок, сега живеј како шејк, како гроф. И затоа добар е
добар е овој модел. Стапот у рака тепај и зимај му, брцни му джепот, народот нека ја плати картата. Нема за пензионерите. Земи од работниците по 2 години, по 3, по 5 години земи им од животот. Шо има да живеат они пензионерски денови? Па најубаво донесете декрет до смрт нека работат. Треба да вложат пот и крв и све друго, као телесна течност, за вашата благосостојба и на вашата политичка елита. И да си ги зголемите од 1 јануари платите. И знам дека ќе ги зголемите. Приказки се тоа дека нема плюс 500 евра да дојдат на овие 2,5. Еве го дојде 1 јануари, мерка нема, ќе биде зафатени, бевме, не успеавме, гужва беше у реформски закони, бевме, идевме по Европа, се боревме против бугарскиот предлог, бам, бум, бам, 4 бона плата месечно. Ама, малку се незгодни овие изјави. Изминативе 10 дена? Парички. Имате основ како да ги казнете тие што изминативе 10 Дали изминативе 10 дена тие, пример, што го не знам, ги покачиле цените на одредени Ги производи, покачиле. сега истите тие Голема производи работа. се во оваа мерка, дали тие може да бидат казнети? Не, тоа не можеме да го направиме, бидејќи цените ги диктира пазарот до сега. Сега, јас вашето прашање го сватив во поинаква конотација. Ако да речеме еден производ чини 10 парички, чинел до пред 10 дена и сега вештачки се покачи на 12 парички и сега од 15 декември повторно се врати на 10 парички, тогаш ништо не сме направиле. Но ако се врати на 8 парички, тогаш веќе нешто сме направиле. Така, и затоа велиме, пазарниот инспекторат има своји алатки, има своја методологија, во овие 10 дена, колку што ни преостануваат, ќе ги констатира цените, ќе ги видиме какви беа цените од претходно, ние вршиме континуиран мониторинг и врз основа на тоа ќе носиме заклучоци, се разбира, ќе бидат опоменати. Доколку и после опомената гледаме дека нема разум или некој сака тоа да го изигрува, тогаш имаме ние алатки како сето тоа да го спречиме, се разбира. Ајде ќе го повторам мојот одговор. Ако ги вратат на 10 денари, тогаш не сме направиле ништо. Тоа го кажав јас. Но ако ги вратат на 8 денари, тогаш сме направиле нешто. Ако ги вратат на 10 денари, пазарниот инспекторат ќе се обрати, ќе рече, почитувани, пред 20 дена овој производ чинеше 10 денари. Во меѓувреме вие го покачивте на 12 денари. Откако почна акцијата, вие го вративте на 10 денари, што значи дека вие нас не мамите. А и нас што не мамите, ги мамите и граѓаните. Ве молам да постапувате етички. Доколку тие не постапат етички, тогаш имаме ние алатки со кои што можеме да действуваме. Тоа се паричките на Мицко. Од 10 на 12, 12 на 10, трт, мрт, напред, назад. Уште еднаш ќе објасни, уште 2 пати. Сатот ќе си го пипне од 50.000 евра. А меѓувреме во продавниците цените отидоа антиципирајќи ја неговата новогодишна кошничка, бидејќи божична било религиски, не му било во ред на него, кој што има еден куп на слики од цркви и комицки вечери во цркви, во Љубанци, например. Ама не е убаво религиски кошнички да се викаат, односно божични, него морало новогодишна да биде и новогодишна трае од 15 до 15, а после вие чешајте се. Уствари не се чешајте после. Отидете денеска у продавница па да видите какви се цените. Ама ако ја пуштите заветна, у позадина, нели имаат сега сите слушалки со телефонче, така. И цените може нема да ви се видат големи. Има сега некои таму у Европа прашуваат за некакви кинески пари. I have to ask, Minister, the reasoning behind taking $500 million loan
from Pola milijarda. a partially state-owned bank in Od državna Hungary. banka. That is at the same time, actually, when Hungary is taking 1 billion loan from China. Well, I don't have a proof for any of the suspicion that might be partially Chinese loans to Northern Macedonia. Would you please elaborate, because that is a very important, especially during the geopolitical tensions that we are living in. Thank you. Значи, кошнички, мошнички, ДДВ покачуваат, пробни балони најавуваат за зголемување на старосната граница за одење во пензија, ама у Европа прашуваат дали кинески пари земале. И не е спорно ако земале кинески. Може требаше директно у Кина да идат ако се кинески парите. Може да ќе беше помала каматата и немаше да има потреба да се замаскируваат. Некои викаат и туѓи пари, дека се односно прво изнесени пари од Македонија па сега се враќаат. Ја не верувам у тоа, немам доказ, кој што рече овој пратеникот. Но она што мене ме интересира е, ако толку добро се развиваме и бизнис заедницата бара изголемување на ДДВ, зашто позаемуваме пари од сомнителни извори и ај што ги позаемуваме од сомнителни извори, зошто нема реализација, а плаќаме камата? Затоа што нема они да ја платат каматата. Ќе ја платиме ние преку тоа зголемување на ДДВ. И сега, ако не се зголеми ДДВ-то, да ни кажете фала, зашто ние ќе дигнеме галама, зашто ние размислуваме, како и вие што гледате, дека не треба се брца секој пат кога има потреба политичката елита во джепот на граѓаните. Туку политичката елита треба да престане да чачка во джепот, дури и треба да дотура во джепот на граѓаните. Ама не со позајмени пари на и кредити на камата, него со реално производство, кое што го нема. И сега за на крај, морам уште еден бисер. Значи, морам уште еден бисер. Бисерот наречен Сончев брег. As a toddler was in Sunny Coast, where I first discovered my love for the sea and the sun. Years later, another cherished moment was when my son took his first steps on skis in Borovets, embracing the joys of winter in Bulgaria's beautiful mountains. These personal ties remind me of the deep connections our people share, built over generations of human experiences. Yet these connections are now at risk. Доволно е тука. Прво, ако стварно имаш искуство не на Сончев брег, на Свети Сончев брег, немаш потреба да го читаш тоа го знаеш. Друго што е нејасно, како може искуство од Сончев брег и од Боровец да биде меѓународно, односно меѓу нашите два народи, нешто што не поврзува. Ова се вика туризам. Нашите два народи имаат поинакви врски, господине голобрадо момче, Кицош, кој што нема појма кај се наоѓа, или кој што рече еден универзитетски професор, чувар на плажата во зимски период. Нашите народи имаат историска поврзаност. Знаете ли зошто? Многу е просто. Затоа што македонци од овој дел на Македонија и од Егејска Македонија емигрирали и живееле и продолжиле да живеат и да имаат генерации потомство таму. Тоа се врските. Партијата која што вие представувате, за која што немате појма за незината историја, еден од основачите, Татарчев, негов внук беше јавен обвинител на Бугарија во 90-та година. Тоа се врските. Луѓето од тука и од таму се поврзани у родослов. Не се поврзани твоите искуства на Сончев брег со искуствата на некој од Бугарија на Сончев брег. Но што да правиме? Нема критичка моќ на расудување. Нема луѓе што коментираат како нас. Вие имате мегафони, а не медиуми во оваа држава, кои што ве пренесуваат вас
дека вие си го прочитавте напишано од некој друг на хартија божемното искуство на Сончев брег, а кај нас тоа треба да пробуди емоции и да паднеме у несвест. И па кај мене не пробуди ништо друго освен една одвратност дека гледам човек кој што не си ги знае на памет своите искуства од Сончев брег, ако се негови, и ги чита пред цел Европски парламент. Тоа е. Ова е епизода на Cyber Команда, која што зафати од брилијантната критика и денунцирање на Стојанче, функционерот на Мицко, а денунцирање на Мицко, за најбитното прашање во историјата на оваа држава, промената на уставното име, на уставот и бришењето на АСНОМ од преамбулата, принципите на АСНОМ од преамбулата на уставот на вашата држава, па преку релативизирањето на прошлонеделните дивења по улиците на Скопје, па се до туристичките спомени имплантирани како во принципот на филмот на Blade Runner во андроидите, кои што мислат дека биле некаде, а всушност софтверски им се уградени сеќавања. Исто така ми делуваше ова. Неавтентично, неискрено, нечовечно, нехумано. Ама ако на вас ви делува поинаку, ја немам проблем. Исто и вие не би требало да имате проблем, ако мислите дека тоа беше дали на Стојанче, дали на овој за полиција или на Муцунски. Ако мислите дека се тоа идеални, брилијантни говори и дека ја заслужуваат вашата подршка, ја немам проблем. И не би требало вие да имате проблем што ја не мислам така. И се разбира. Дајте уште еднаш да ја пуштиме заветна и се ќе биде во ред. Ова беше овонеделната, вашата Cyber Команда. Благодарам што ја погледнавте. Заследете го и мојот YouTube канал или Facebook профил. Има таму доста од овие материјали. Има и други материјали, плюс ќе вадам некои од историските материјали како овој на Стојанче и во наредните епизоди. И никогаш не заборавајте, за се што ни се случува, виновни сме ние самите.